Централни вести на Канал 5. Добро вечер и ви благодарам што сте со нас. Почнуваме со насловите. Последни подготовки за дочекот на новата година. Кој колку може. Граѓаните го одврзаа кесето за празниците. Ти си купам кокошка една печена, зелка салата, руска. Прво свинското, печење. Подпишан договорот за заем со ЕБОР, вреден над 20 милиони евра. Ке се набавуваат електрични локомотиви за железници транспорт. Железницата повторно ја враќаме на шините на развојот со план, со одговорност. Законот за јавно обвинителство помина на владина седница. Се предвидува зајакнување на критериумите за избор, оценување и разрешување на јавните обвинители. Покрај за приходи од плати, УЈП испраќа информативни пресметки и за дневници и патни трошоци. Бараат персонален данок на доход за трошоци што сме ги добиле како надобе за патни и дневни трошоци. Русија ја заострува преговарачката позиција по наводниот напад врз резиденцијата на Путин. Украина негира. Случајот го разлути и американскиот председател Трамп. And I learned about it from President Putin that I was very angry about it. Ден пред дочекот на новата година, граѓаните интензивно ги прават последните подготовки. Празнична атмосфера владе и на градскиот плоштад во Скопје. Тамо и Јорданчо Цветановски во живо го имаме во вестите, па Јорданчо, повели, пренеси ни атмосферата во моментов таму и да чуеме што велат граѓаните. Каде и како ќе ја дочекаат новата година? Така е, Борче, добро вечер. Можам да кажем дека атмосферата тука на главниот скопски плоштад е на вистина едно повисоко ниво. Многу луѓе доаѓаат тука, се забавуваат, дедовци и баби со своите внуци доаѓаат, се сликаат со Дедо Мраз, се возат со вовчето кое е секоја година традиционално тука е на градскиот плоштад, нели, и е најголема атракција за најмладите, а граѓаните посакуваат многу среќа, многу здравје за новата година. Да слушнеме во продолжение што кажа конкретно тие. Релативно добра, али може да биде и подобра. Се надевам дека утре ќе биде уште повесело. Задоволни од атмосферата до сегашна што има пред новогодишна Скопје? Не е лошо, добра. Да, и каде ќе ја дочекувате? Дома. Од повод од новогодишната атмосфера, презадоволни смо. Тука ќе бидеме на плоштадот со фамилијата, со сопругата, со децата, со најблиските. Многу убаво, да. Прекрасно е. Утрешната вечер каде ќе ја поминете? Па да ви кажам дома ќе бидат. Први на плоштад малку, па после дома со атмосфера и Така, инаку граѓаните од денеска почнаа да ги прават оние последни подготовки во пресрет на новогодишната дочек, се растрчани по пазарите да ги снабдат најпотребните намирници за кои ќе им бидат нели на новогодишната трпеза. Меѓутоа, што кажа граѓаните и што да очекуваат нели во текот на утрешната вечер, да слушнеме од прилогот на колегата Дејан Трајковски. Ако некогаш беа потребни 2000 денари за полна празнична трпеза, сега со тие пари не може да се наполни ниту половина. Граѓаните кои на еден ден пред Нова година се раздвижија околу маркетите и пазарите без претерано полни кеси, повеќето излегле по она најосновното. Се жалат дека се потешко се држи чекор со цените. Со ниски примења, месото, млечните производи, кашкавали, сирење, тоа е малце поскапо. Жената кај мене стално вика ова поскапено, она поскапено. млечниве производи најмногу, за јајцата да не станува збор. Целомесните производи, млечните производи. Една табла јајца 400 денари никој пат не биде. 2026 ќе се дочека во домашна атмосфера, кој колку може, но трпезата празна нема да остане, велат оние кои ги анкетиравме. Она што е во џебот, повеќе се чува за Божиќ. Па знаете како рекле старите, колку тие чергата, толку нозете ќе си ги пуштиме. Цените се високи и ќе бидеме малце позадоволни со поскромна трпеза. Но нема да се дозволи ниту да трпи традицијата, па речиси на секоја маса ќе може да се најде руска салата, сарма и останати јадења без кои празничните трпези се незамисливи. Многу јако ќе биде, многу јако. Ќе си купам кокошка една печена, зелка салата, руска у пижами, ќе си пуштам новогодишна програма, ќе си уживам и одмарам. Руска салата,
нешто месо. Прво свинското, печење, пиење и тоа. Без руска не може трпеца да има. Сарма мора да има месо, руска салата, вообичаено, кифлици. Прасечко секако. Ако не пола прасе, барем бутче. Така, инаку што се однесува до дочекот на новата година тука на градскиот плоштад, истата започнува она главна, нели, прослава, започнува од 20 часот кога ќе настапи Миле Кузмановски, а исто така свој настап ќе имаат и пеачите и пеачки Каролина Гочева, Тамара Тодеска, Огнен Здравковски, Паја Килара, Два Бона Кукулеле и Илина Пеоска. Инаку медицинските лица и заедно со МВР изминатиот период упатија повеќе апели кон јавноста да не се користат пиротехнички средства, затоа што во текот на вчерашниот ден 8-годишно дете од Гостиварско Врапчиште доживеало сериозни повреди на раката откако петарда му пукнала во раката и завршило тука на ургентен центар. Освен тоа, докторите апелираат да се внимава со храната и да не се претерува премногу со алкохолни пијалоци. Студио? Така, Јорданчо, ти благодарам за информациите. Продолжуваме таму каде што застана. Од итната медицинска помош велат дека за најлудата ноќ очекуваат полни раце работа, за што, како што велат, ќе имаат и ангажирано дополнителни екипи. Оттаму апелираат до граѓаните да внимаваат со алкохолот и храната, особено малолетниците. Елизабета Дамјановска, Спасеновска. Полни раце работа имаат медицинските екипи на итната медицинска помош деновиве за време на новогодишните прослави, вели доктор Анита Димеска, директорка на итната медицинска помош. Доктор Димеска нагласува дека ако во минатото повиците за помош на алкохолизирани лица биле зачестени за време на новогодишната ноќ, во последно време со трендот за славење на предновогодишни прослави се повеќе добиваат повици за алкохолизирани пациенти на кои им укажуваат прва помош, а дел од нив ги препраќаат и на клиниката за токсикологија. Дел од нашата работа изминатиот период, односно изминативе 10 до 15 дена, се интервенции во рестораните, во кафулињата и така натаму, каде што се среќаваме со колапси, со алкохолизирани лица и лица кои што имаат потреба од моментално акутни состојби, кои што имаат потреба од нас во тој период, од медицинска нега. Доктор Димеска особено апелира до родителите на малолетници да внимаваат на своите деца за време на новогодишната ноќ, а и да вршат контрола на забавите, со цел да бидат сигурни дека нема да се пие алкохол. Од минатогодишното искуство, помош се укажувала и на деца од 12 годишна возраст. Години назад имаме и по 12-13 годишни деца кои што се однесени нели како и на детската клиника, така и на клиниката за токсикологија. Малолетниците често се случува да посегнат по алкохол, значи тука се голема и одговорноста и на родителите. Знаеме сега дека навистина има една, да речам, неконтрола на консумирањето на алкохол и кај малолетните лица. И во самите домови се зима прекомерно алкохол. И во тој контекст еден апел поготово за малите, за малолетните кои што имаат низок праг на толеранција према алкохолот, навистина да не посегаат по алкохол и оние возрастните кои што ке посегнат по алкохол, да тоа биде се умерено, како и со алкохолот и со храната. За време на новогодишната ноќ, итната медицинска помош ке работи со зголемен број тимови, а ке има и екипа на плоштад Македонија за време на централната прослава. Грипот зема замав, дури 250 прегледи дневно во клиниката за детски болести Козле. Хоспитализирани се околу 70 деца. Македонски железници транспорт со заем од ЕБОР, вреден речиси 21 милион евра, ќе набавува електрични локомотиви. Договорот беше подпишан попладнево во владата, а со инвестицијата, како што најавија оттаму, се очекува зголемување на товарниот железнички транспорт и значително напредување на ефикасноста. Маја Стојановска. Со заем од Европската банка за обнова и развој во износ од 20,9 милиони евра,
Македонски железници транспорт ќе набавува 5 електрични локомотиви со резервни делови. Договорот беше потпишан во владата, а повикот за набавка се очекува до март, со испорака на локомотивите до 2028 година. Генералниот директор на железници транспорт Дејан Кошутик нагласи дека проектот ќе овозможи модернизација на предпријатието и поголема безбедност и ефикасност. Целосна промена на сликата во железничкиот сообраќај очекува и вице-премиерот и министар за транспорт Александар Николовски, кој информираше дека во моментов железници располага со 11 оперативни локомотиви, од кои 4 се нови, а со дополнителните 5 очекува карго превозот да биде целосно покриен. Имаме 9 локомотиви кои што целосно ќе можат да го обслужат карго транспортот, а дел од нив да се користат и во патничкиот сообраќај. Ова е многу значајно, особено за коридорот 10 кој што треба да расте во годиниве кои што се пред нас, како и за коридорот 8 кој што го развиваме во овој момент преку инвестиции. Во текот на годината заедно со експертите на Европска банка за обнова и развој работевме интензивно на подготовка на овој проект. Денес со потпишувањето на договор за заем се создава основа за обнова на возниот парк и унапредување на сигурноста и ефикасноста на железничкиот сообраќај. Според премиерот Христијан Мицкоски, набавката на локомотивите, освен што ќе ги заакне оперативните капацитети и финансиската стабилност на железницата, ќе помогне од еколошки аспект и ќе придонесе за намалување на загадувачките емисии. Од ЕБОР пак нагласија дека договорот представува стратешка инвестиција со Македонија, како нивен ценет и долгодишен партнер. Ова е системска обнова на железничкиот сектор, инвестиција во економијата, во екологијата и во европската иднина на државата. Железницата повторно ја враќаме на шините на развојот со план, со одговорност и со јасна визија за модерна, поврзана и силна Македонија. Договорот што го потпишуваме денес ја потврдува нашата постојана посветеност за поттикнување на одржлив раст, подобрена поврзаност и поголема конкурентност во Северна Македонија. Проектот е поддржан од Министерството за финансии, а министерката Димитриевска Кочовска објасни дека условите под кои се обезбедени средствата се со рок на отплата од 15 години, со поволен грејс период и конкурентна каматна стапка. Благодарам. Владата го усвои предлог законот за јавно обвинителство. Со него, како што велат оттаму, се предвидува зајакнување на критериумите за избор, оценување, дисциплинска одговорност и разрешување на јавните обвинители. Детали од Ивана Стојановска. Освен нов државен јавен обвинител, земјава добива и нов закон за јавно обвинителство, кој денеска беше усвоен на владина седница. Донесувањето на овој закон, како што се наведува во владиното соопштение, представува значаен исчекор во зајакнувањето на независноста, ефикасноста и отчетноста на јавното обвинителство, како столб на правниот систем и гарант за заштита на јавниот интерес. Од владата додаваат и дека законот е резултат на сеопфатен процес на анализа, консултации и усогласување со европските стандарди. За него добиено е и позитивно мислење од Венецијанската комисија, а се предвидува зајакнување на критериумите за избор, оценување, дисциплинска одговорност и разрешување на јавните обвинители. Работата на јавните обвинители ќе се оценува на 3, наместо како досега на 4 години, а оној кој ќе добие негативна оценка ќе поднадлежи и на вонредно оценување во рок од 1 година. Ако и тогаш добие негативна оценка, ќе биде разрешен. Измени како што брифираат Правда има и во постапката за избор на републичкиот обвинител. Сите кои ќе конкурираат за оваа функција ќе треба да објават своја програма за работа, а јавни треба да бидат и мислењата за кандидатите кои ги дава Советот на јавни обвинители. Огласот за нов јавен обвинител вчера помина на собраниска седница, но се уште не е објавен во службен весник, за да започне да тече и рокот од 15 дена за поднесување кандидатури. Во меѓувреме, како што брифираа од Правда, испратен е и допис до собранието, во кој се бара од сите парламентарни партии и независни пратенички групи да номинираат по 2 члена во работната група која ќе работи на измените во изборниот законник. Очекуваат работното тело да профункционира кон средината на јануари, а сите партии и независни пратеници да дадат своји предлози. Клучните измени ќе се однесуваат на препораките од ОПСЕ ОДИХР, а дали во него ќе се најдат и барањата за една изборна единица и промената на начинот на финансирање на изборните кампањи, од Правда велат дека ќе зависи од предлозите на партиите. Од владеачката ВМРО ДПМН и денеска со обвинувања за лидерот на СДСМ Венко Филипче, за кого велат дека полетувањето на јахта во Грција сега е на зимување во Дубај.
Додека тука во Македонија Филипче говори дека тешко се живеело, луѓето едвај сврзувале крај со крај, платите биле ниски и слични манипулации од негова страна, паралелно замина на одмор во Дубај, една од најскапите држави во светот. Филипче нема само едно лице, туку повеќе. Еднаш е загрижен за пензионерите, ама од друга страна сака да им ги укинат зголемувањата на пензиите. Друг пат е загрижен за младите. Меѓутоа, неговата партија ништо не направи додека беа на власт за младите. Денови наназад гледаме офанзива од кујните на ВМРО ДПМН со ист наратив, исти наслови и ист стил. Агресивно повторување лаги за председателот Филипче, велат од СДСМ. Оттаму додаваат, целта е дефокус од криминалните тендери на ВМРО ДПМН и договорот мигранти за пари. Јавноста се бомбардира со измислици за Дубај, визи, згради и летови што не постојат. Го следат председателот Филипче, ги злоупотребуваат службите, но не објавуваат слики од Дубај затоа што ги нема, велат од СДСМ. Инцидентот во Лерин, каде што градоначалникот ја прекине изведбата на традиционална македонска песна, е далеку од изолиран случај, вели за Канал 5 председателот на Центарот за македонски јазик во Грција, Јоргос Пападакис. Според него, притисоците за формирање македонски здруженија продолжуваат и по потпишувањето на Преспанскиот договор. Афродита Рамос. И после Преспанскиот договор, во Грција продолжуваат притисоците и уцените за формирање на македонски здруженија и организирање на културни манифестации, вели председателот на Центарот за македонски јазик во Грција, Јоргос Пападакис. Борбата за да опстои овој центар продолжува, откако грчкиот Виш суд ја поништил регистрацијата, а сега ја чекаат пресудата од Врховниот суд, вели Пападакис. Тоа почна во 89-та година, каде што покушавме да регистрираме Дом на македонската култура. 3 пати бевме во Европскиот суд за човековите права во Страсбург. 3 пати победивме, ама се уште Грција не го регистрираше здруженијето и нема да го регистрира. И затоа затоа го направивме и другото здружение да тераме државата да не признава на официјален начин. Тоа е најважното. Инцидентот во Лерин, каде што градоначалникот ја прекина изведбата на традиционална македонска песна, е далеку од изолиран случај. Само ова лето локалните власти се обиделе да забранат неколку македонски културни манифестации во Егејскиот дел. Сепак, во Грција се развива општествена дебата за оваа опресија, што пред неколку години воопшто не постоеше, потенцира Пападакис. Тоа е за нив еден предизвик и сака да научат за корените на тие приказни, за корените на проблемот, зошто и денес Грција толку силно и толку напорно одбива да признава дека постои македонскиот јазик и така натаму. Значи, имаме позитивни сигнали и од страната на македонската популација во Грција и од страната на мнозинството. Ние како државјани на Грција ќе ги решиме или ќе пробаме да ги решиме на што подобар начин нашите проблеми со грчката држава внатре во Грција или во Европскиот суд на човековите права. Младите грци со македонско потекло имаат огромен интерес за изучување на македонскиот јазик и продолжување на културните традиции, вели Пападакис, и е категоричен дека најголем досегашен успех на македонското движење во Грција е зголемената национална свест и покрај историските обиди за асимилација. А грчките земјоделци се очекува од утре, заклучно со петок, да ги тргнат блокадите на граничниот премин Богородица Евзони поради новогодишните празници, а со цел да се олесни патувањето на граѓаните. Исто како што беше случај минатата недела за време на божикните празници. Блокадите на граничните премини во Грција почна на 30 ноември, при што околу 300 трактори остануваат паркирани на грчката страна од границата на Евзони. Блокади за товарни возила има и на премините Промахонас и Ексохи кон Бугарија.
Протестите на земјоделците траат веќе 1 месец поради зголемените трошоци за производство и ниските цени за продажба на нивните производи. А главното барање е исплата на заостанатите субвенции. Покрај за приходи од плати, УЈП испраќа и информативни пресметки за данок за 2020 и за дневници и патни трошоци. Ваков пример е универзитетскиот професор Гордан Калајджиев, кој за Канал 5 најавува можност случајот правно да го оспори и пред управниот суд. Повеќе од Сандра Спасовска. Редовно сум плаќал данок на доход. Првпат ми се случува да ми стигне пресметка да платам данок за дневници, но и патни трошоци од странство. Вели за Канал 5 универзитетскиот професор Гордан Калајджиев, кој утро во информацијата ја сподели на социјалните мрежи. Во разговор за Канал 5 појаснува, во 2020 година од страна на државата бил испратен како експерт во меѓународна организација, каде што работел про боно и сега вели државата му наплаќа 10% од трошоците, што Советот на Европа му ги вратил за патни трошоци. Ни бараат персонален данок на доход за трошоци што сме ги добиле како надобе за патни и дневни трошоци. Конкретно јас сум бил представник на државата во меѓународна организација, во еден комитет на Советот на Европа, кај што сум патувал повеќе пати годишно. За државата и за комитетот сум работел како експерт про боно. И сега за тие пари кои што државата никогаш не ги издвоила, него туку ги плати Советот на Европа, државата што пари не бара назад како да е доход. Калајджиев се сомнева дека УЈП на овој начин кој го оцени како нефер го полни државниот буџет. Вели како граѓанин размислува и на опцијата правно да се оспори случајот пред управниот суд. Искрено може да се оспорува правно, веројатно пред управен суд, ама од моето искуство кога тужите државата, нашите судови имаат доста заштитнички однос према државата и не се многу расположени да ја штитат граѓаните, така што јас сам треба добро да се размисли дали на човек му се исплати. Од управата за јавни приходи во неколку наврати досега појаснија дека целта на информативните пресметки што им ги испраќаат на граѓаните за 2020 година не е санкционирање, туку воспоставување еднаков третман за сите пред законот. Оттаму појаснуваат и дека секое лице има право активно да учествува во даночната постапка, да доставува појаснувања и докази за остварените приходи. Дополнително, доколку докаже дека данокот е платен во странство, нема средствата да му бидат двојно оданочени. За сега и покрај протестот в петокот на засегнати граѓани од Куманово, од управата не размислуваат за пролонгирање на рокот за одданочување на приходите остварени во странство во 2020 година. Дури 250 прегледи дневно има на клиниката за детски болести Козле. Оттаму велат дека децата најчесто се со симптоми на грип и апелираат до родителите, децата кои се болни да не се носат на новогодишни прослави во затворено. Повеќе од Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. 250 прегледи има во едно денонуќе на клиниката за детски болести Козле. Децата се со симптоми на грип, висока температура и кашлица. 70 деца се хоспитализирани, меѓу кои и бебиња, објаснуваат од клиниката. Повеќето деца се со клиничка слика на грип, некои од нив се докажани, докажаните се со инфлуенца А. Хоспитализирани се околу 70 деца. Имаме исто така доенчиња со РСВ вирус, РСВ бронхиолит и неколку од нив се и на кислородна подршка. Доктор Бошковска објаснува дека родителите во првите часови од температурата треба да делуваат со лекови во домашни услови. Доктор Бошковска објаснува дека родителите во првите часови од температурата да делуваат со лекови во домашни услови. Доколку температурата не спадне, да заменат кај матичните или во вечерните часови во дежурните пунктови во поликлиниките, со цел да се намали метежот и да не чекаат деца со сериозна состојба во болницата Козле. Првично, доколку состојбата на детето е добра, нели, треба да се обидат и дома со лекови за температура, со пиење на повеќе течности, ладење,
Доколку перзистира 2 дена, 3 дена температурата, треба да се појде на матичен лекар или на дежурните пунктови. На Битпазар има пункт педиатриски каде што може да се обратат. Па доколку сметаат лекарите дека детето е за хоспитализација, тогаш треба да се упати во нашата клиника или на клиниката за детски болести. Матичните педиатри со апел децата болни да не одат на новогодишни прослави во затворено, а бебињата да не се носат во простории каде има голема фреквенција на луѓе. Тука е крајот на вестите. Пријатна вечер со Канал 5.